Здруженијето за култура Транзен ја промовираше книгата Раскази Паралелен живот. Станува збор за книга во која што се застапени повеќе жени авторки со своји прозни дела. Со мене е Далибор Пличик, кој што ја направи селекцијата на самите раскази, но и ги редактираше. Далибор, пред се, добре дојде. Може ли да ми кажеш колку време трае овој процес и како тргна идејата да се објави една збирка со жени авторки со нивните раскази? Колку трае? Па селекцијата на авторките траеше целиот тој процес, некои 3 месеци можеби. Може би повеќе, меѓутоа интензивни 3 месеци. Меѓутоа, со обзир на тоа дека немаме баш многу голем квантитет на пишувани текстови во Струмица и околината, така тоа и не е толку голем период. Инаку збирката излезе како резултат на проектот кој го реализира Здруженијето Транзен и кој е поддржано од општина Струмица, а во фокусот на проектот е родовата димензија во културата и уметноста, во културата генерално. Покрај ова збирка ќе има и изложба на таа тема многу наскоро. И во фокус се всушност исклучително авторки, значи писателки, бидејќи имавме за цел да ја зголемиме на некој начин видливоста на женските писатели, така да се издржам, на територијата на Струмица. Сметате ли дека можеби нема доволно поддршка за жените авторки за да може да излезат од тие маргини на уметноста во која што се наоѓаат во моментот? Сметам дека поддршка нема и инаку, генерално, за авторите и авторките во Струмица и на републичко ниво, да бидеме реални. Мислам дека тоа е една област од животот, од општеството, која се наоѓа на крајните маргини во ова ново време во кое живееме. Посебно е тоа изразено кога се работи за женската популација, бидејќи ние сме на некој начин тука се уште во прангите и во тие стеги кои ги нуди од една страна традиционалниот начин на размислување, од друга страна пак можеби и самиот факт дека се наоѓаме во внатрешноста, односно во една условно кажано паланка и нормално со сите своји слабости како мала средина го нуди тоа. Инаку е проблем тоа и на светско ниво, бидејќи ако погледнеме подобро, гледаме дека насекаде во светот, во Европа посебно, се јакне таа политичка десница, а тоа е резултат на тоа што навистина општеството се раслојува многу и знаеме ние многу добро дека таа екстремната десница и фашизмот не доаѓа со фанфари и најавувања, не најавува концентрациони логори, туку доаѓа како резултат на раслоеност, па таа нуди као некаква сигурност, враќање во некакво идеално минато, некаква конзервативност, а сето тоа со себе на крајот на краиштото на конец носи и такви, да кажеме, патриархални ставови во врска со жената воопшто, а да не зборуваме со жената автор. Во самата книга се застапени повеќе авторки. Дел од нив прв пат ги гледаме со нивни прозни текстови. Дали тоа значи дека има жени кои што пишуваат, но нивните текстови, нивните дела не може да доживеат својата публикација, својата промоција? И тоа како? Значи, тоа значи дека сепак постојат луѓе кои пишуваат во Струмица, постојат жени кои пишуваат, меѓутоа што заради тие објективни причини кои ги спомнавме, што заради своји индивидуални причини, тие не доаѓаат во ситуација да ги објавуваат своите текстови, што е и од извонредно значење. И објавувањето од извонредно значење, бидејќи знаеме дека текстот постои најдобро и единствено можеби во комуникација со читателите. И тоа е и целта на проектот, да се подигне видливоста токму на тие анонимни авторки од една страна, а од друга страна можеби да се поттикнати некои идни авторки кои ќе видат дека да се објави нешто во Струмица и не е така толку можеби тешко и не е така страшно. Потребно ли е посебна афирмација на авторите од условно речено периферните места во споредба со авторите кои што живеат во поголемите или пак во центарот на
главниот град на Македонија во Скопје. Ова го зборувам од аспект дали вие наидовте на текстови кои што може да се рамнат со текстовите кои што со делата кои што ги пишуваат афирмираните автори или пак во регионални рамки може? Добро, постои флоскула која вели дека квантитетот раѓа квалитет, меѓутоа не нужно. Во нашиот случај навистина немаме многу страници за прегледување, така да се изразам. Меѓутоа дека постои потенцијал, постои. Дека постои материјал за разбарење, да така кажам, постои. Меѓутоа, ако влезе во комуникација со читателот, и самата авторка може да го бруси својот стил понатаму и својот начин на пишување. Тоа е една работа, втора работа, мислам дека треба да се каже дека на крајот на краиштата како би го знаеле тоа, дали сме компетативни, така да кажеме, со центарот на државата, ако немаме увид во тоа што се пишува, а имаме увид така што објавуваме. А дека постои потенцијал, тоа се гледа особено во, да се спортски така се изразам, во младите сили кои доаѓаат. Постојат многу млади авторки кои се, да кажеме, добар потенцијал. Благодарам многу, се надевам дека ќе имаме прилика да зборуваме за уште повеќе продукции кои што се од женски автори, но и афирмација на авторите. Ќе имаме прилика, јас би искористил оваа прилика да кажам дека во декември ќе излезе и првиот број на Зенит. Тоа е едно списание за култура и уметност со фокус на литература и мислам дека ова списание ќе понуди шанса, прилика на сите оние кои сакаат можеби за прв пат да бидат објавени. Покрај некои теоретски текстови кои се афирмирани, покрај афирмирани автори и осврти, ќе има и текстови на луѓе кои никогаш не биле објавувани.